Добар ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Овој пат се поздравуваме од убавата Словенија, поточно од градот Јесеница. На гости дојдовме кај нашите домаќини. Прекрасен, млад, брачен пар и многу успешен. Значи, не можам да ви опишам колку сум импресионирана од нивното гостопримство. Не само што се добри домаќини, но во текот на емисијата ќе откриете за нив уште многу други нешта. Значи, јас сум на гости кај Валерија. Валерија, многу ми е мило и машала, си чекаме уште едно бебенце, така? Секогаш насмеана, ведра, весела, потекнуваш од каде? Потекнувам од Источна Македонија. Еве, добар ден, поздрав до сите гледачи. Добар ден. Од Виница. Од Виница. Да. Поздрав до сите твои виничани. Виничани, да. Поздрав и на вистина да се гордеете со вашата сограѓанка Валерија. Така, родителите таму ти се? Родителите се во Виница, да, живеат Во таму. Виница Јас живеат? сум овде мажена. Тука си за Да. Филипо. Да го поздравиме Филипо. Да. Филипо кој што го очекуваме да дојде уште малку, затоа што денеска Валерија ги ни подготви едно специјално старско македонско јадење, но го научила од твоите родители, поточно од твојот татко. Поточно од татко ми. Татко ми е готвач. И тој ни правеше кога немаше кисела зелка, тој ни правеше од пресна зелка. И мене искрено тоа ми е омилено јадење и затоа се одлучив да го направам. Супер, значи Растурена сарма со свежа зелка. леле, специјално, драги мои, токму за вас, за гледачите на Вкусот на традицијата. Кажи ми, колку време си во Словенија? Во Словенија сум 9 години. 9 години. Да. Како се навикна на животот тука? Одлично, мене ми е тука. Да? Преубаво. Преубаво ти е Исто, тука? многу затоа се што- чувствувам слично како во Македонија. Така? Така, слободно. Посебно ми е убаво што има толку природа, Така? културата е друга. И Така. убаво ми, многу ми е Но, убаво. Вие сте и членови на Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи. Еве, ми подарија и престилка, кецела ми подарија, што со гордост ја носам. Точно. И вие функционирате многу добро во таа заедница. Македонците, Точно, сите така, заедно. да, точно. Значи, како функционирате? Што организирате? Кога се гледате? Каде се гледате? Искрено, соработуваме исто и со другите останатите, сите македонски културни друштва во Словенија, бидејќи сме ние музичка група Балканика Бенд. Ете тоа беше изненадувањето. Балканика Бенд. Значи, ова е оркестар. Јас, тате и бате, како вика. Точно. Значи, таа сопругот, таа пее, сопругот свири на повеќе инструменти. Може ќе имаме и чеспа нешто да ни отсвири Може за би. Вкусот на традицијата, така? И на тој начин соработуваме со сите културни друштва во Словенија, така да настапуваме на различни празници, за различни пригоди. Веселби и така натаму. Така, Во да. секој случај убава ви е работата. Да, Најубавата да, супер. работа, така? Што имаш засадено тука? Овде имам босилек, Аха. нане, со И вкусна нане. јагода. Охо, Да. по гравча, правиш гравча? Правам. Ги готвиш тука сите македонски јадења? Што си готвиш секој ден за семејството? Искрено, секој ден си готвиме. Браво! Во последно време практикувам и словенски јадења, традиционални. Денес, за жал, не можам да представам. Не, денеска сакаме Малку, македонски да, јадење. точно. Кој е најпознато словенско јадење од овој крај? Прво што ќе ми текне е ајдови жганци. Тоа е по истиот принцип како нашиот бакардан. Само што е со посебно брашно од хелда. Така. Да, инаку на истиот начин се прави и се подпечува со
свинска маст и со джмирки. Така, значи колку е тоа убаво да слушнеме дека македонците си живеат убаво со словенците, така? така, да. Значи прекрасно. Со нетрпение чекам да почнеме за таа растурена сарма. Море, како ќе се намакам, како ќе се најадам, да знаеш, токму тука во Словенија ќе си јадам македонска растурена сарма. Точно, да. Да си преминеме таму кај шпорето, така? Ајде. Ајде, Валерија, да видиме како убаво си наредила, лелеве, каква домакинка си, убавицата. А што се е потребно за растурена сарма да се направи? Еве да им дадеме и предлог на младите домакинки, младите девојки, како што си ти, што почнуваат да готват кога ќе влезат во брачните води, да им ја олесниме работата. Да. Слушнете сега за растурената сарма, ќе ја направите на сопругот, пресреќен ќе биде. Точно така, еве сега ќе ви кажам. Јас практицирам свинска маст, бидејќи за мене е тоа подобро. Браво, така, значи најоригинал, нема зејтин. Да, како на времето што готвеле, така свинска и маст. свинска маст. Ова ќе биде сарма со свинска маст. Точно. Понатаму, што се е потребно? Потоа 2 главици кромит, 2 пиперки, Ситно сечкани. зависи ситно сечкани, зависи од количината. 2 моркова имам тука, 500 грама мелено месо мешано и 2 главици зелка. Ако се помали или Ако се помали, ако да. е голема, Една поголема една, може, така. да. И овде имам еден филџан орис. Од кафе филџан орис, така. Кочански орис. Јас сум снаво кочани. Леле, чекај сега, ги поздравивме ли свекорти Не и ги свекрвата? поздравивме, еве сега прилика. Леле, сега поздрави свекрвица. Како се вика свекрвата? Весна. Весна, поздрав свекорти. Зоки. Зоки, и татко ти и мајка ти. И мајка ми Маре и татко ми Доне. Поздрав. Маре и Доне, значи ова е рецептот на Доне. Точно. Браво. Значи да се гордеете со вашите прекрасни керки. Така, од зачини што Од треба? зачини ставаме сол, црн пипер, вегета и црвен пипер обавезно. Макдонос. Имам овде свеж макдонос. И ќе си скинеш малку? Ќе си скинам. Така, ќе ставиш некое гранче. И вода по потреба. Вода по потреба, не многу. Да. Така малку да облие, но не премногу. Добро. Ајде да почнеме сега. Значи сето ова се прави во тенџера. Прво се прави во тенџере. Добро. Го пржиш, се пржиш прво, така? Се пржи, да. Добро. Ќе става свинската маст. Колку отприлика свинска маса? 3 лажици ставив јас. 3 лажици, Да. суперни. Да, мислам. Одлично, да, оти ова си бара да си си бара мрснина, зелката, точно. Да, си бара мрснина. И веднаш може да го ставиме и кромидот. Така. Практицирам прво кромидот да добие малку боја, па потоа да додадам. Ајде, сега ќе го пржиме кромидот. Леле, што убаво си мириска. Сега пиперчето? Сега пиперчето, да. Нема да ми кажеш дека и таа од Македонија. Не. Таа не, значи ова ќе биде... Требаше вие да ни донесите. Леле, не ни дават на граници, значи знаеш колку цела гајба ќе донесавме. Значи ова ќе биде македонско-словенска растурена сарма. Да, сега го ставаме и морковот. Добро. Еве така се пржат сега сите состојки заедно. Кромидот, пиперката и морковот. Сега сите комши, Валерија, ќе дознаат дека нашата македонка прави вкусни јадења, нели? Точно. Така. И сега што следува наред? Сега следува месото. Месото. Да. Тоа е сега соединено. Го додаваме и месото. Мешано мелено месо? Мешано, да. Добро. Ете така, како што велат, нашето име нема да загине, ниту пак нашата кујна нема да загине благодарение на вас. Точно така, благодарение на Младата нашите генерација. родители. Искрено, кога бев помлада, не сакав многу да готвам. Аха. Некако
Тоа беше работа на мама. Но кога се пресели во Словенија, па и маш ми е така гурман за македонски јадења и се научив, се научив. Значи, прво се пржи, а потоа печеш, така? Точно така. Значи, еве го и мефцето е готово. Сега што ќе ставиш? Сега ќе ставам постепено зелка. Постепено зелка, така? Постепено на видички. Така. Опа. Лелешо е блага. Многу е убава. Мислам дека е македонска. Се продава овде во маркетите, да. Што збориш, Понекогаш стварно? има македонска, да. Сега мора тоа да биде постепено. Ќе пробркам. Сигурно ти си знаеш како? Одма мириса се на македонско. Се така си мириса. Да, точно. Нема што ми има пиперка, кроми, морков. Се е тоа алфа и омега во нашата кујна. Основа. Да ти кажам, треба денес да нахраниш цела војска, нашата Да. екипа, твоето семејство, Затоа имам сестра ти. голема количина. Толкаво тенџери има. Ја реков, шо стори Валерија со тенџерето? И таа постапка ја повторуваме. Како се пржи, она така ќе пушта вода. И на крај ќе процениш уште колку вода треба да Точно се така, да. да се додаде. Сепак малку вода мора, бидејќи на крајот се става и ориз и малку вода треба да се стави. Да. Поради оризот, така. Точно. Кажи ми, ти доаѓаат ли гости словенци? Словенци искрено не, бидејќи тие немаат многу навика така да одат по гости да се дружат. Како се ние дружат, македонци, да, да? се дружат, но ќе отидат во планина, таму ќе се дружат. Така по гости не одат. Имаме една пријателка словенка, незиниот сопруг е македонец и така фамилиарно се дружиме. Значи пак мора да има нешто македонско што се точно, дружи. да. Но Аха. тие ми доаѓаат на гости. Понекогаш и Што многу... најповеќе сакаат кога ќе им правиш од Да македонската ви кажам кујна? искрено, мојата штипска пастрамајлија. Стварно и штипска, па следниот пат кога ќе дојдеме и пастрамајлија ќе ни направиш. Следниот пат Да? сега се мислев, ама си Аха. велам да не ми дојде пренапорно, сепак сум Така е, времена и така да не ми Кога бебето го чекате? биде во октомври. Машала, Здрави. машала, супер. А и сега имавте многу активности околу фестивалот. Точно, организација. Да, организација, да. Браво, секоја чест. Среќа Не, да ова- се баба и дедо тука па да го чуваат Стефан. Слушај, одбичен избор направи за рецептата, знаеш зошто? Навистина е добар совет за младите домаќини. Да, Без многу умешност во кујната, можеш да го направиш овој специјалитет. точно. Само оваа зелка ја има само во овој период, пролет, лето, во Словенија. Пролетната да. зелка. И таа е мека и убава. Аха. Инаку од тие кога не е Зимските. сезона, да, не е толку Така. таа убава зелка и не е толку убаво. Татко ми исто зелки произведува, така да Супер. не ми се беше си- тогаш тоа омилено. Значи се си имаш домашно. Да, Браво. ще малку. А што сакаш најповеќе кога ќе одиш во Виница кај твоите родители мама да ти направи? Нели ти секогаш ќе бидеш вечно дете на мама? Мама прави многу убаво селско месо. Прсти да Леле, излизат. стварно. Преубаво. Кога ќе дојдете, Но не викни, не најави правила ми се. одамна. Па еве да ја подсетиме, Марето да го Да. подсетиме. Кажи и на мама те молам. Направи мамо селско месо. Ќе си дојдеме. И ние ќе дојдеме. Може, И може. ние, Маре, стави, значи, наполни тоа тавата. Тоа ми е омилено, Да. да.
Има многу рецепти, многу Како може да испадне? Ова се знае најубаво, најдобро ќе излезе. Сега ќе почнеме да ги ставаме зачините. Само малку да намалам. Во ред. Ќе почнеме со сол. Сега не можам точно да кажем колку од што, колку да ставам, тоа си прилика по вкус, лична желба, по вкус. 2 лажички ставив сол. Ајде, пола лажичка црн пипер. И вегета, нели? Мешан сув зачин, да. Зачин, да. Таман ќе му даде уште помокен вкус. И црвен пипер. Ете, така мора, црвен пипер. Ќе ставиме 2 лажички. Не кажав во состојките, обавезно, јас ставам и буковец. И буковец. Да, овде имам. Да, еве го, ова е тоа. Тоа, да. Тоа е македонски. Значи тоа е исто, од така нашите по баби. желба. Ау, што убаво мириса, ова е како триена сол. И јас му само Може? додадив, да. Му додадов различни зачинки. Ау, како мириса. Чубрика. Чубри, ау. Да. Па тоа е тоа тајната на тој точно. вкус што ќе направи, браво, супер. И едно гранче да скина. Тоа може. Емјан. И магданосот ќе го ставим. Така. И свеж магданос. Добро. Колку време ќе се крчка во редната? Па зависи колку ќе се готви и овде коре, прво во тенџерето. Оти се Од веќе- прилика оризот треба да биде на пола сварен овде во тенџерето. Значи уште половина Уште час ќе му половина, треба, да, точно. Да, оти овде целата најважната работа е овде. Е овде точно. Така, да. Сега Може ќе да пробаме добијам, со сол. така, да, да. Ти да пробаш, по твое да биде. По твое. Ти да го бенгисаш. Одлично. Така ли ќе прави? Аха. Мислам дека Аха. ништо не му фали. Ништо, па не се ни Не сомневам, му фали. знаев дека ништо нема да му фали, да. Супер. О, прекрасно изгледа. И сега ќе го ставиш оризот И водата. водичката. Да. И потоа го редиш во редна. Точно. Може уште 5 минути овде да се подинста со водата и оризот 5-10. Зависи. Овде имам еден филчен. Еден филџан помал за Да. кафе, ориз. Леле, колку ќе биде твојот сопруг радосен ова кога ќе го проба. Исто и Филипо, татко ми, да. тука. И татко ти ќе дојде? Да би бил Да, тука, да би бил тука. Да. Ние си го поздравуваме, значи он е по професија готвач. Тој е готвач, но Да. исто така исто музичар. И музичар, Да. и готвач, леле. Значи, Потекнувам од кај се музичка собравме фамилија, да. вакво друштво. Ништо нема случајно, Валерија. Точно, да. Ништо нема случајно. Еве. Одлично, и сега малку И сега вода. малку вода. Така. Добро. Супер. Ќе видиме сега. Валерија, подготвени сме? Сега што Подготвени. следува наред? Сега ќе ја подмачкаме тавата. Тавата, така. Уште со една лажица свинска мас. Така.
да биде малку помрсничко. Македонче се знае, мора да е мрсничко. Ете така. Ова ќе го оставам тука сега. Јас ќе ти помогнам. Чекај, не е добро. Горе може, горе не е топло. Така. Да ја наведнам уште? Добро е. Добро, да не прскаме, нели? Не е страшно. Со помош е полесно. Нели? А како мириса, леле, како мириса. Уф. Прекрасно нешто, прекрасно. Искорам. Малко имаме. Редната е на 250 загреана. Да. Ќе ја покриеш или не ја покриеш? Не ја Само покривам. Да се прокрчка, ти веќе половина е готов и Точно, оризот. точно. А зеленчукот веќе ептен. Ете така, добро е. Супер. А може Може, вака да може, направам? да, баш тоа со ова. мислев. И ти мислеш истото, а? Чекај. Оти ова е помала и ќе ја собере тука. Така. Супер. Ако малко израмниме, промешаме. Така. Го ставаме да се пече околу половина сат, колку да прокрчка малку, да набабри уште кочанскиот ориз и потоа седнуваме на трпезата да и се изнамакаме на растурената сарма. Ти благодарам многу, Валерија, за овој прекрасен рецепт. Ви благодарам и на вас. Драги мои, срцето ми е и топло и полно да сте толку далеку од својата родена земја, да сум во Словенија. И тука со моите драги пријатели, поточно во апартманот под Мацесен, така, што е на излезот, значи, од Словенија во Јесеново. Драги мои, кога и да сте овде некаде, немојте да испуштите, а да не дојдете овде. Ке се чувствувате како дома, толку топли и драги луѓе, ма и храна вкусна, и специјалитети, па дури и музика. Ни дојде Филипо, тоа е домаќинот, главата на куќата. Така, Валерија си е вратот. Кај се врти вратот, тамо и главата. Но тука ни е најмладиот член на оркестарот, а тоа е Стефан, драги мои. Заедно со семејството со Софија и Тодор, како што гледавте, со убавите прекрасни кифлички. И сега посебно ми е мерак што ќе го слушнеме Стефан како свири. Но, може ли јас да го пробам специјалитетот од мама? Растурена сарма. Те молам, послужи неки. А сега Филипо и Стефан да ни посвират? Они нека посвират. Правиме ние тоа многу често, така да... Аха, на нив после ќе им дадеме. После ќе дадеме. Леле, како? Значи, Филипо, гледај жената што чудо направила. Леле. Ти благослови. Може? Леле. Ова мислам дека цело Јесеново мириса убаво. Јесените, да. Да. Леле се топи во устата, леле ова толку е убаво. Е, баш ми е мило. Леле, рацете да се позлатат, Валерија. Значи рацете да се позлатат, браво. Бидејќи растурената сарма е на винички начин, сега јас и Стефан ќе поздравиме со некоја почаска, бидејќи ни откочени. Може, Ајде, тука може. Може. Ajde,
pitam ovdje u ovoj dom što je poubavo. Da li rastureната sarma ili ova umetnost, zato što i ova je umetnost i od tvojite sokoli je to umetnost. Секоја чест ме наеживте, значи тука во Словенија да слушнеме македонската гајда, македонската музика, да сте ми здрави и живи. Наздравувам за вас. Наздравувам за вас. Добро ве најдовме. Се гледаме скоро во Македонија. На здравје, на здравје.